Уставниот суд е најнереформираната институција во државата, која е во статус кво повеќе од 30 години. Се согласија учесниците на јавната дебата, на која се дискутираше околу потребата од донесување на закон за уставен суд. За ова мислењата се поделени. Првиот човек на судот Костадиновски се залага за такво решение по примерот на Хрватска, но претседателката на државата Силјановска Давкова наместо посебен закон кој би го регулирал работењето на уставниот суд, смета дека се потребни ригорозни реформи и проширување на надлежностите на судот, да има право на интервенција во меѓународните закони пред тие да стапат во сила и да го има финалниот збор по избори и референдуми. Се залагам за закон за уставен суд, но не било каков закон. Значи или со интервенција во уставот да се даде уставен основ за двотретински закон или уставен закон за доконкретизирање на уставните одредби. Тие се тие две можности. Затоа што нас ни треба двотретинско мнозинство да ни ја гарантира нашата самостојност и независност и упадите и можностите од политичко влијание. Веројатно, ваквата состојба им овозможуваше на политичките власти, почнувајќи од првиот парламентарен состав до последниот, влијание преку неистакнатите правници. Не биле истакнати правници, туку биле истакнати политички или партиски активисти и за заслугата добиле место во Уставниот суд. Своји обраќања на дебатата има и дел од амбасадорите во земјава, кои порачаа дека тие нема да даваат мислење или препораки дали е потребен или не посебен закон за Уставниот суд, но укажаа на важноста од независна и транспарентна работа на судот. Уставниот суд не е само уште една институција во едно демократско општество. Тој е заштитник на Уставот, заштитник на законитоста и заштитник на основните права и слободи на секој граѓанин. Неговиот авторитет, неговата непристрасност и отпорност се исклучително важни за владењето на правото во земјата и секако многу важен чекор за патот на државата кон членство во Европската Унија. Ова е навистина клучен момент, не само за самиот Уставен суд, туку исто така и за вашите колеги насекаде во судството. Ве молам, запаметете за кого работите и зошто сте поставени тука и ве молам за тие кои што сте суди, запаметете и подсетете се на заклетвата што ја земавте. Јавната дебата за потреба од носење на закон за Уставен суд е дел од проектот на Европската Унија за зајакнување на капацитетите на Уставниот суд и е финансирана преку ИПА 3 програмата.